излезени сме на терен и веќе подолго време, односно од 7 февруари, ги чистиме дивите депонии кои што се наоѓаат во градското подрачје. Прва населба која што исчистивме беше населбата Бончејца. Во моментов се работи исто во населбата Тризла. Ја чистевме и населбата, дел од населбата во Точила. Се продолжува и таму да се чисти. Денес и благодарение на одговорните општествени претпријатија кои што ги имаме во Прилеп, како Прилепско поле и КН Елмонт, продолжуваме забрзано да работиме и да чистиме и во оваа населба. Како што гледате околу училиштето Гоце Делчев, ситуацијата е многу лоша. Исто е и на многу други места во Прилеп. Значи, јас пред се би ги замолила граѓаните, доколку си го сакаме Прилеп, да се однесуваме поодговорно. Прилеп ни дал многу, од денот на нашето раѓање па се до денес. Прилеп треба да им го оставиме и на идните генерации. Не сакам многу да должам, не сакам никого да обвинувам. Сакам само да се однесуваме поодговорно и да го сакаме повеќе Прилеп. Ги замолувам граѓаните кои што имаат смет да ни се јават во комуналец со нашите возила, бесплатно ќе им го подигнеме сметот од нивните домови, значи нема да имаат никаква обврска и никаков терет. Ова мораме да го направиме пред се затоа што сакаме здрава и животна средина за нас и за нашите деца. Ќе го чистиме цел Прилеп континуирано. Значи чистиме систематски, нема да одиме кампањски, онаму каде што ќе кажат дека има депонија, има овде депонија, има онде депонија. Значи чистиме населби по населби. Меѓутоа, од кога ќе исчистиме по еден ден, два веќе повторно никнуваат тие диви депонии. Казните не зависат од нас и ние би имале многу помалце работа, доколку функционираат казните и доколку комуналните инспектори, па и дел од полицијата си ја вршат работата. А пред се зависи од свеста на граѓаните. Верувајте ми, колку инспекторите да казнуваат, колку и полицијата да казнува, колку и комуналец да чисти, многу се повеќе луѓето кои што можат да растурат. Ние секој ден да чистиме диви депонии, сигурно нема да исчистиме толку многу колку што може да се растури. Чистењето е отежнато и заради пред се зимското одржување, односно заради зимската сезона која што траеше скоро 35 дена, постојано се посипуваше, нели улиците беа посипувани со сол и со гранулат. Ние тој гранулат и таа сол мора да ја изметиме со метлите, значи рачно ја чистиме, а додека се фрлаше 2 месеци по, односно без прекин со камиони, така да она што е фрлено како за заштита од зимата, од подмрзнувањето, оди многу споро чистењето и ги молам граѓаните да имаат разбирање. Знаеме дека многу улици имаат пепел, знаеме дека по многу улици има камчиња, значи ќе ги изметиме сите улици, ќе ги исчистиме сите улици, ќе ги измијаме, но ги замолувам во однос на отпадот да не го фрлаат секаде каде што ќе им дојди. Во однос на перењето на улиците во градот, тоа е активност која што комуналец ја работи континуирано и секојдневно. Во моментот се перат и приоритетни ни се главните сообраќајници во Прилеп, а потоа ќе продолжиме и во споредните улички. Што значи, акцијата нема да прекрати, продолжуваме и тоа е наша активност која што трае 365 дена во годината. Значи, претходно работевме 3 дена на подигање на скелињата, со помош на полицијата и со помош на комуналната инспекција. Од кога ги подигнавме скелињата, значи можеме да работиме. Се додека имаме на просторите објекти кои што не се во наша собственост и кои што треба да ги отстраниме, значи работата ни се кочи и не можеме да работиме онака како што предвидуваме и како што сакаме.